2 дена поред на две мерни станици во Скопје се измерени просечни вредности од над 200 милиграми на метар кубен. Ова значи дека се исполнети предусловите за имплементација на мерките за борба против загадениот воздух. Точно така, Јуле, слободна си. Јас сосема накратко ќе ги прочитам мерките кои што веќе се активни, стапени на сила, како и надлежните институции кои што треба да ги спроведат. Министерство за животна средина и за здравство се должни од работни обврски да ги ослободат бремените жени, лицата постари од 60 години, болните со хронична астма, со прилежан инфаркт или мозочен удар без разлика на возраста, да го реорганизираат работното време на отворено, да се работи од 11 до 17 часот. Во секое време да бидат подготвени службата за брза помош, домашна посета и патронажната служба. Во секое време. Единиците за локална самоуправа се должни да ја намалат цената на билетот или градскиот превоз да биде бесплатен, да ја зголемат фреквенцијата на автобуси на јавното сообраќајно предпријатие, секој ден да ги чистат улиците и пешачките површини, да ги зголемат инспекцијските контроли на градилиштата, на ракувачите со отпадни масла и сервисите што работат на промена на масла. Градежните компании имаат обврска да користат вода за намалување на прашината при градежни активности. Исто така, градежните машини да бидат доставени до локација каде што се изведува градежниот зафат до 7:30 часот наутро. Министерството за внатрешни работи треба да ја спроведе одлуката и да спроведе контрола на веќе воведениот сообраќајен режим за тешки товарни возила, чија крајна дестинација не е Скопје, и да се користи обиколницата. Владата на Република Македонија ги задолжува сите државни институции, како и единиците на локална самоуправа, до 50% да ја ограничат употребата на службени возила. Ова се има уште мерки, меѓутоа да не одиме во детали, само подсетуваме овие служби, овие мерки од пред некој час и половина се активни.